Почитувани присутни, вчера имавме можност вам на македонската јавност да ви ги соопштиме податоците за најлошата демографска година во историјата на Македонија со најмал наталитет од како има статистика и бројки во Македонија. Ви соопштивме податок дека падот на родените бебиња во минатата 2018 година со оваа влада на Зоран Заев во однос на 2016 година, последната година на владата на ВМРО ДПМН, е фрапантни 7,3%. Значи, ова е само вовед, а бројките кои што ќе ги кажам се уште полоши, уште позагрижувачки, уште поразителни. Значи, она што уште еднаш ќе речам пред малку и вчера го кажавме, тоа е дека 2018 година беше убедливо најлоша демографска година, најлоша година за наталитетот и родените бебиња во историјата на Македонија. Е сега, после 2018, се извинувам, после 2018 година доаѓа 2019 година. И ова е најважниот дел од оваа пресконференција. Почитувани присутни, во првиот квартал од оваа 2019 година имаме шокантен и катастрофален, невиден досега пад на бројот на родени бебиња во Македонија од шокантни 13%. Имаме рецесија на наталитетот од 13% во првиот квартал, споредено со историски најлошата 2018 година. Значи, внимавајте за која катастрофа, за кои селувања, за кој екзодус од Македонија станува збор поради политиките на Зоран Заев и неговите 28 министри. Значи, 2018 година имаме најлошата демографска година во историјата на Македонија 70 години наназад, а на таа најлоша демографска година во првиот квартал на 2019 година имаме пад од фрапантни, невидени, шокантни 13%. Тоа е поразително. Тоа е буквално поразително. Уште еднаш, тоа значи дека Македонија умира и Македонија се иселува. Сите, од сите националности, од сите региони. Се заминуваат луѓето од Скопје, се заминуваат луѓето од Полог, се заминуваат луѓето од Источна Македонија, од Пелагонија, Битолско, Прилепско, Охридско, се заминуваат луѓето од Кумановско и Липковско, се заминуваат сите, а најмногу се заминуваат младите. Тоа го гледаме како резултат на драстично паднатиот упис во основни училишта, во средни училишта, падови невидени до сега. Јас ќе ви прочитам само неколку бројки, чисто да ги имате кога ќе ги правите во прилозите. Значи, внимавајте, во оваа 2018 минатата година, во првиот квартал, бројот на родени бебиња бил 5255. Значи, уште еднаш, во првиот квартал, во 2018 година, минатата година, бројот на бебиња бил роден 5255. Во првиот квартал на оваа 2019 година, бројот е 4555. Пад од 13,3%. Значи, на оној најлош историски резултат од минатата година имаме дополнителен пад, дополнителна рецесија на наталитетот од 13%. Ова е резултат и пораз на политиките на Зоран Заев и неговите 28 министри. Од Македонија секогаш имало иселување 200 години наназад, нема дилема околу тоа. Но ваков екзодус, докажан со бројки, со статистика, никогаш немало. И тоа секој кој што се разбира во бројки може да го потврди. Ова е историска одговорност на Зоран Заев и Мила Царовска и сите 28 министри во оваа најнеуспешна и најкатастрофална влада во историјата на Македонија. Никогаш полоша влада сме немале. Ова се трајни штети, кои што кој знае како оваа држава ќе ги надомести. Кога губите волку население, кога се губат цели семејства, како тоа подоцна ќе се надомести?
за жал имаме ситуација во која што главна тема помеѓу граѓаните на Македонија и особено помеѓу младите станува исилувањето. Она потрошена парола за живот во Македонија, буквално преку бројки и статистики се претвори во парола за живот во Германија, за живот во Шведска, за живот во Австрија и за живот во Канада. Џабе се сите реченици и демагогии на Зоран Заев, кога уште еднаш ќе речам и со ова ќе завршам, на демографски најлошата 2018 мината година, во историјата на Македонија имаме дополнително пад од 13%. Тоа никогаш не се случило. Ужас. Ете, тоа е она кое што би сакал да ви го кажам. Чисто затоа што гледам дека има и други редакции, ќе кажам еден дел кој што се однесува повеќе на медиумите на албански јазик, а тоа е дека, за жал, политиките на Зоран Заев и оваа влада и неговите 28 министри резултираат со огромен екзодус и на македонците, и на албанците, и на сите останати. Се заминуваат луѓето и од Источна Македонија, но исто така и од Полог, и од Липковско, од Тетовско, Гостиварско, Струшко, Дебарско, од секаде. Исто онакако како што ги излажа македонците, Зоран Заев ги излажа и албанците. Тоа се гледа преку овие бројки кои што пред малку ви ги соопштив. Затоа паѓа довербата и расте разочарувањето кон СДСМ и Зоран Заев ка албанската популација. Повелете. Исто како и кај македонската, значи ова беше чисто сегмент за тоа што повелете. Низ цела Македонија, значи, ако ги видите број, се уште не се дојдени, треба да се пресметуваат регион по регион, но нема регион кој што не е паднат. Значи, сите статистички региони во Македонија, без разлика дали станува збор за источен плански регион, за полошки регион, дали станува збор за југозападен, за југоисточен, за пелагониски регион, сите региони паѓаат. Сите региони паѓаат. Уште еднаш погледнете ги само бројките на запишување во прво оделение. Ваква ситуација, ваква катастрофа во Македонија се нема случено во историјата. Повелете. Вие сте пратени по собранието, дали ќе инициирате, не знам, претпоставам дека ваш беше проектот субвенции за трето дете. Дали имате некој план како политичка партија за да се подобри оваа состојба, затоа што е пак во прв квартал, како што напоменавте, гледа дечења? Видете, во собранието на Македонија, пред 15 месеци, пред 10 месеци и пред 5 месеци, неброено пати имам дискусии испрема Зоран Заев, испрема Мила Царовска, каде што апелирам да не ги демонтираат, да не ги укинуваат семејните политики, како што беше поддршката за трето дете. Го укинаа. Многу пати ги предупредивме и Зоран Заев, и Мила Царовски, и на оваа говорници, и на овие пресконференции, и во собранието, и на пленарна седница, и на пратенички прашања, и на комисиски расправи, дека тоа што го прават е буквално катастрофа, дека ќе даде уште полоши резултати. Арогантно не слуша и настапува само со демагогија. Со три реченици кои што ги слушаме 2-3 години наназад. Резултатите ги гледаме. Резултатите се поразителни и катастрофални. Повелете. Има прашање на темата, што сега да прашам, како го коментирате новиот состав на Европската унија, вие како опозиција? Па добро е што се избрани челните луѓе на европските институции, би сакал на сите од нив да им честитам. Драго ми е, мило ми е за поздравување што нова председателка на Европската комисија ќе биде господјата Урсула фон дер Лајен од ЦДУ, од Германија, добар пријател на Европската народна партија, пријател на Конрад Аденауер фондацијата. Се надеваме на соработка со неа, уште еднаш честитки и за неа и за сите именувани, но главниот проблем на Македонија е дома. Кога во Македонија имаме власт со секојдневни скандали, кога имаме економска катастрофа, кога имаме автоголови на владата, кога нема постапување за било што, тогаш ние имаме проблем дома и се повеќе светот ни го соопштува тоа. Ни велат, не би се добри состојбите дома, Зоран Заев и неговите 28 министри очигледно не може да испорачаат реформи, владење на правото, економски програми и затоа го имаме она што го имаме како исход. А тоа е дека порано Македонија
во времето на ВМРО ДПМН ја блокираше една земја, Грција, а сега бројот на земји кои што имаат сериозни и основани преговори кон Македонија со секој месец се зголемува. Во однос кон Македонија, како коментирате новиот состав на Европска унија, значи? Да. Ваша гледна точка колку? Челните луѓе на Европската унија имаат компетентност за европските прашања. Тоа се луѓе кои што со години и години се активни во врвот на европската политика. Се надеваме, упатуваме порака на отворена соработка со нив, раката е подадена и сакаме Македонија да ја видиме во Европската унија. Проблемот е што владата на Зоран Заев со своите практики, со своите скандали, со своето немање на резултати, не може да испорача европска перспектива на Македонија. Ви благодарам за прашањето, ви благодарам и за вниманието. Уште еднаш погледнете ги бројките и преслушајте ги бројките кои што ви кажав, на вистина се катастрофални. Значи, знаете како, ако имате најлоша демографска година 2018, со пат од 7% во однос на 2016, значи кумулативниот пат од 2016 до 2019 е 20%. Тоа никогаш се нема случајно во Македонија. Значи, ова сите политики, сите демагоги, сите пресконференции во владата го кажуваат тоа. Тоа е дека Македонија се празни и умира. Благодарам.